На барање на градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски се одржа итна седница на Советот на општината на која се донесе одлука за доделување на 1 милион денари на сметката на Солидарниот фонд на Црвениот крст на Македонија за помош и поддршка на семејствата на настраданите во несреќата во Кучани. На седницата се обрати градоначалникот Бобан Стефковски, кој уште еднаш го изрази своето сочувство до семејствата на 59 загинати граѓани во несреќата која предвадено се случи во Кучани. Нема зборови кои можат да ја покријат болката која сите ја чувствуваме. Она што можеме во овие тажни мигови за Македонија да го направиме е достоинствено да тагуваме, да бидеме солидарни и да се молиме. Ова е трагедија каква Македонија досега не памети. Нема граѓанин кој не чувствува болка и не бере одговорност. И јас како градоначалник, човек, родител, чувствувам болка, тага, но силно од мене произлегува и барањето за одговорност со точно име и презиме, истакна Стефковски. Тој потсети дека не е далеку од 2016 година, кога токму општина Газибаба се соочи со несреќа во која 22 граѓани ги загубија своите животи, а беше нанесена и голема материјална штета. Кога на општина Газибаба и беше потребно, Македонија и светот и помогна. Седницата на Советот започна со едноминутно молчење во знак на почит кон жртвите во трагичната несреќа во Кучани. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека овие денови има зголемено присуство на полициски службеници на територија на целата држава, особено во градот Кучани и околу општинската зграда. Зголемениот број на полициски службеници е поради извршување на службени активности и обезбедување на документација од општината, не заради попречување на граѓаните во нивното загарантирано со устав право на собирање и одржување на протест. Апелираме до граѓаните сите собирања и протести да се одржат во мирна атмосфера, известуваат од полицијата. Здравието на повредените во пожарот во Кучани да е врвен приоритет, апелираат попладнево од Лекарската комора на Македонија преку соопштение до јавноста. Лекарската комора ја поздравува навремената реакција на надлежните институции во земјава, како и срдечната помош и поддршка што ја даваат другите држави со згрижување на најтешко болните пациенти повредени во пожарот во Кучани. Овој начин на организација е клучен за пациентите да добијат вистинска шанса со соодветна и високостручна медицинска помош да ја надминат тешката здравствена состојба во која се наоѓаат. Поддршката што ја добиваме од другите држави, како со згрижување на пациентите, така и со лекарската експертиза, заедно со посветената работа на нашите доктори, е најважна во овие моменти за да се спречи да расте бројката на трагично загинатите, наведуваат во соопштението. Лекарската комора апелира да се почитуваат медицинските протоколи за лекување и заштита на ваков тип пациенти, кои предвидуваат изолација и забрана за посети. Мора да се има предвид дека овие болни имаат мултисистемско засегање на организмот и зголемен ризик од инфекции. Секој дополнителен контакт со надворешни лица, директно и сериозно, може да го загрози нивното здравје. Присуството на цивилни лица кај овие болни може да предизвика непотребен стрес и вознемиреност, како и да го попречи работењето на медицинскиот персонал, истакнуваат од комората. Оттаму ги повикуваат сите институции, политичари, медиуми, граѓани и здравствени работници да ги почитуваат медицинските протоколи, а здравието на повредените да го сметаат за највисок приоритет. Досега за вкупно 16 лица е определен краткотраен притвор од 48 часа во врска со пожарот во дискотеката во Кучани, каде загинаа 59 лица, а над 150 се повредени. До овој момент основното јавно обвинителство Кучани предложи определување мерка краткотраен притвор за 16 лица. Предлозите се прифатени, мерката е определена за сите 16, велат од државното јавно обвинителство. Меѓу приведените се и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и поранешниот директор на државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски. Мерката краткотраен притвор се предлага во особено сложени предмети, кога е потребно да се прибере поголем обем на докази за проверка на сите околности и евентуално формално поведување истрага. Смислата на оваа законска одредба е да му овозможи на јавниот обвинител да има доволно време, особено во тешки и сложени предмети, да ги преземе сите активности и да ги утврди фактите и околностите, како и конкретните својства и действија на лицето кој ќе ги испитува понатаму во истражната постапка. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје информираше дека во текот на вчерашниот ден отстраниле приближно 75 кубни метри отпад од диви депонии, лоцирани во скопските општини Чаир, Бутел, Центар и Ѓорче Петров.
Во општината Чаир е интервенирано на улицата Џон Кенеди во непосредна близина на општинското училиште Васил Главинов, каде што се подигнати близу 20 кубни метри непрописно одложен кабаст и мешан комунален отпад. Посочената локација представува така наречена црна точка, каде што веќе подолг период континуирано се одлага отпад на јавни и сообраќајни површини. Во оваа Скопска општина биле отстранети 10 кубни метри отпад од дива депонија, лоцирана на улицата Славе Планина, во близина на Скопското деќе, известува јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. На улицата Ферит Бајрам во Скопската општина Бутел се подигнати 10 кубни метри непрописно одложен кабаст и отпад од картонски пакувања. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје реализираше активности за подигнување отпад од диви депонии во општината Центар, каде што интервенирано на улицата Васил Ѓорѓов и на булеварот Илинден, во близина на зоолошката градина и тениското игралиште, при што се расчистени 15 кубни метри кабаст, градежен отпад и отпад од картонски пакувања, одложен на сообраќајни и тревни површини. Во Скопската општина Ѓурче Петров подигнати се вкупно 20 кубни метри непрописно одложен кабаст отпад на главната улица и на улицата Борис Сарафов, соопштуваат од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја